Продолжуваме со Битолскиот округ или пеколот над Пелистер. Таму најмногу гореше. Ако постоеше точка во Македонија каде што востанието доби димензија на тотален бунт, тоа е токму таму. Според извештајот од 21, од каде што, како спомнав, ги црпиме бројките, во Битолско се водат најмногу борби, паѓаат најмногу жртви и има најголеми разрунувања. Послушайте ги бројките. Во Битолскиот округ се регистрирани 150 судири. Во нив учествувале 3087 војводи, односно комити. Има регистрирано 2925 убиени, но не го мешајте ова со комити или војводи, има и цивили погинати. 746 се ранети. На спротивната страна, кај непријателот, кај отоманците, кај турскиот аскер, има неверојатна бројка од 30.887 што учествувале. Со еден збор, 10 турци на еден комита или војвода. И покрај тоа борбите ќе тајат со недели и турците нема да имаат лесен начин како да го скршат отпорот и да ги вратат за земените места. Востанието избумнува според овој документ кој што го анализираме на многу голема територија. Тоа се околу 10.000 квадратни километри. Тоа е, например, во денешни бројки околу половина Република Македонија. Населеноста на таа територија е околу 300.000 христијани. Се е во пламен. Значи, еве како започнало. Во првите денови четите ги сечат телефонските линии, уриваат, односно дигат во воздух железнички пруги, ги палат местата што се за контрола на турскиот аскер и караулите.